И еден паметен човек уште на почетокот кога се советувавме пред да стапиме во брак со мојата сопруга, ни кажа една многу интересна работа. Вика, немој никој да се трудиш да го смениш партнерот. И така, ние се обидуваме да го примениме истото и во бизнисот. Тејата тука е нели да ја гледаме дисциплината како некоја врлина, како нешто према кое што ние треба да се стремиме. Да. Ради тоа што ако тоа дете не научи дисциплина дома, а за жал обично не научува, баш ради тоа што нас родителите ние полесно да му го дајме тој таблет или телефон, еве ти го и оставиме да се одмарам, нема да го научи дома. Нема да го научи на училиште, како што спомна, ради тоа што наставничката ми е добра, па не ме тера да учам. Да. После тоа дете ќе го помине основното образование, ќе дојде во средна школа, во средна дали ќе има среќа да најде реални, вистински професори кои што ќе се заинтересирани да пренесат знаење. И можда тоа дете ќе излезе на пазарот на труд без вештина за дисциплина. Ние треба да останеме тоа што сме. На царот царевото, на Бога Божјото. Да не звучи клише, но ние можеме да дозволиме сите овие случувања, движења од страна да не променат и нас, или можеме да се останеме верни на каузата. Некој пат е интересно е она, која ќе спомнеме верата и начинот на кој живееме и христијанството, и се очекува некако некој тип на аскетизам на наше живење, како живење во сиромаштија, во немаштија, некако така се поврзува, но кога имаш профитабилен бизнис, кога имаш бизнис кој што стварно создава, кој што храни многу фамилии, кој што создава вредност за клиентите долги години, тогаш како да се, не знам, може би јас некој пат си ги поставам тие прашања, кое е моето гледиште врз основа на парите, кога и оние примања кои што ги имаш кога водиш, кога е успешен бизнисот, кога имаш профит, како со тие пари, што со тие пари, и она верување кај што треба, знаеш, да бидеме скромни, мораме да не живееме на некој начин разуздано. Игор, здраво. Здраво, живо. Како си? Се може, добро е. Се оди, добро. Да. Одлично. Драго ми е што повторно сме на уште една епизода и овој ден, денеска имаме гостин. Еден мој драг пријател и познаник и соработник и драго ми е што е денеска тука, ќе ни раскаже неговата приказна и ќе го запознаеш и ти повеќе. Мислам дека многу не се знаете. Од Facebook? Од Facebook. Па значи од Facebook од 2013 најбољи другари. Така да ќе го запознаеме Михаел повеќе. Михаел, здраво и добре дојде на нашиот подкаст Вера и работа. Здраво, Филип, фала многу на поканата, мило ме е да сум со вас тука. Супер. Кажи ми со прво прашање да почнеме. Што е за тебе работа? Како гледаш на работата или како во понеделник, кои чувства ги имаш кога ќе дојде понеделник? Работа е се што правиме во еден ден. За мене работа е првенствено мојата професија. Како што спомна, јас сум стоматолог и моментално покрај тоа што сум стоматолог вработен во нашата клиника семејна, сум и на специализација. Па така, за мене работата секој ден изгледа различно. Еден ден сум во Гевгелија, во клиника работам, друг ден сум во Скопје на специализација. Кога не сум на работа на мојата професија, имам дома деца, пак има работа. Така да, животот е постојано некоја работа. Но во се, јас се трудам да најдам баланс, смисла и задоволство во тоа што го правам. Така да, работа е секој еден ден, се што правиме има многу работа. Како би ја дефинирале? Да. Ти имаш доста улоги, како што кажа, и доста одговорности, и сега доби и бебе, новороденче, сега брзо, така да татко си на 3 деца. Тука има доста одговорности, но исто така нешто интересно што ќе ми кажеш и подоцна е твојата вклученост со Royal Rangers. Или царски извидници, кралски извидници. Така. Она што ме интересира е ти работиш во семејна фирма на некој начин, истата приказна ја имаме и јас сум
дел од семејна компанија и ти си исто од семејна компанија и навистина е многу позната и голема вашата клиника во Гевгелија. Кој е она чувство или некој пат оној можеби притисок или одговорност што ти се јавува или што ја имаш кога знаеш дека ти не си само стоматолог таму, туку си и лидер, туку си оној кој што мораш да донесуваш одлуки, како некој пат дали се судруваат она што можеби по старата генерација не го гледа како што ние по младата генерација гледаме на некои технологии, иновации, некои работи кои што сакаме да ги воведеме. Како е таа динамика кај вас? Па, убав коментар. Јас лично сметам дека тоа што работам во семејна компанија има своји предности, секако има недостатоци, но јас лично мислам дека е еден убав спој. Лично како човек сметам дека посебно треба да се вреднува тоа што старата генерација го има постигнато до сега. И ние како нова генерација која што влегуваме во нешто што е веќе постоечко, треба да се трудиме да го развиваме, да го дооформуваме, да го прилагодиме на денешните трендови. И од тој аспект, јас лично сметам дека е убаво да се води една фамилиарна компанија. Со сите предизвици и убави страни, сепак мислам дека преовладуваат убавите страни. Ние неодамна се преселивме и во нов објект. Завршивме една 10 годишна приказна. Конечно сме во новиот објект и сега се чувствува таа динамика, како да се вклопи се што до сега било со тоа што новите нешта кои што ние сакаме да ги имплементираме. Па така, интересен е овој период, многу нови работи се случуваат и во моето семејство и на професионално ниво, но мислам дека добро се спрвуваме, добро напредува се. И така, задоволство е да се биде таму. Да, верувам дека можеби ќе има предизвици во фамилиарен бизнис кога мешаш и финанси и крв и сето тоа, но сепак мислам дека на крај ќе испадне добро доколку ја има на слоган и доколку има разбирање. Игор, кај тебе поинаку е ситуацијата во однос на твојот бизнис. Ти си оној прв кој што го започнал, така? Да. Со сопругата заедно беше? Со сопругата заедно, со тоа што ние практично свесно одлучивме дека нема да го продолжуваме она што моите го изградиле. Така да тука сме доста различни и многу ме интересира каква е таа сега фамилиарна динамика, кај што, како што велиш, да го признаеме она што по старата генерација го направила, да градиме врз основа на тоа нешто ново и подобро, ама сигурно твојот градежен план и нивниот градежен план не се баш идентични, така? Да, се согласувам. Тоа е на некој начин како кога ќе влезеш во брак. Во брак влегуваат две сосема различни личности, но сепак влегуваат со иста цел. И во бизнисот ние две различни генерации влегуваме со иста цел, да го подобриме, да го задржиме и да го унапредиме тоа што веќе го имаме. И еден паметен човек уште на почетокот кога се советувавме пред да стапиме во брак со мојата сопруга, ни кажа една многу интересна работа. Вика, немој никој да се трудиш да го смениш партнерот. И така, ние се обидуваме да го примениме истото и во бизнисот. Знаеме дека прво родители ми се, не можам да ги сменам во никој случај. Можеби они се обидуваат да ме сменат мене, уште, но кога ќе прифатиме дека се две различни страни кои што се обидуваат да допринесат за доброто, мислам дека е полесно ако го прифатиме тоа. Па така се обидуваме да го одржиме балансот. Нели, има судери на идеи, секогаш има, но според мене тоа е и добро да има. Се додека и двете страни се трудат да ја задржат мир на топката, да кажеме, со тој жаргон да го употребам. Така функционира некако добро. И функционира и мислам дека оди на подобро. Полека моите се во фаза на при крај на својот работен век.
и предаваат постепено дел од одговорностите. Ние сме свесни дека не знаеме се и бараме совет, така да функционираме. Да. Звучи доста дури немакедонски, дека толку старата и новата генерација се на иста бранова должина. Да, па мислам дека едно нешто кое што нас не спојува надвор од нашиот бизнис е дека ние сме исто така верници и се обидуваме нашата вера во Бога да ја споиме и во самата работа. Од моја страна сум свесен дека мисиони и родители се трудам да бидам со поголема почит, двојна почит Велики сега. тој се бара од нас, нели, да ги почитуваме нашите родители Да. на некој начин. А сега и двојна почит, не ми е само родител, сега ми е и газда Да. во фирмата. Во исто време мислам дека и они свесни заради ситуацијата во која што се наоѓаме, се трудат пак и има и за родителите, почитувај ги своите деца или не дразните ги своите деца. Так. Така да мислам и они се трудат да ја изградиме таа динамика за да биде за општото добро. Па така, треба да ги прашаме и нашите колеги соработници како функционира, Да. за да биде целата приказна комплетна, но мислам дека е добро. Да. Спомна тука дека и вие, значи, ти со женати и твоите родители се верници, сега за македонски ум, нормално дека сме сите верници, нормално дека сме сите во некоја религија, за ние ќе си речеме дека сме ние христијани, за други ќе рече дека се тие муслимани. Што уствари ти подразбираш по тоа сите сме верници? Како го дефинираш тоа уствари? Па јас терминот верник го дефинирам како човек не само што се декларира или припаѓа кон одредена традиција, туку човек кој што сериозно се ја сватил работата. Конкретно за нас и како семејство и како поединци се трудиме како христијани да го имитираме Христос. Тоа што е запишано во Библијата, тоа што било пред 2000 години, се обидуваме да го живееме нашиот живот на начин на кој што самиот Христос кажал дека треба да го живееме. Па така не сме само номинални верници, туку се трудиме тоа да го правиме во секојдневниот живот, во секојдневните обврски, па дури и на работното место. Го спомна работното место. Дали можеш да кажеш некој пример така по-опиплив, кај што ти си настапил како христијанин кој што практицира својата вера, а не е тоа само декларативно? Па, секој што е во бизнис се труди да продаде, така ли? Да, мора да биде профитабилен за да можеш да продолжиш и да постои бизнисот и секако оние соработници да може нивните обврски да бидат исплатени, оние колеги плата да може да добијат. Да. И во таа трка по собирање или создавање на финансии, верувам секој си има исправено во ситуација да го одбере шорткатот, кратенка, или да остане чесен до крај. Па кај нас, например, кога гледам еден пациент, треба да го гледам дали ќе одговорам на неговите реални потреби и ќе му го понудам тоа кој што навистина му треба, или ќе гледам што за мене создава повеќе финансии. Верувам дека тоа е еден практичен пример како да не продавам само услуги кои што на мене ми носат пари, туку да се трудам да му го дадам на пациентот тоа што навистина му треба во овој момент. Еден мал пример. Да. Така. Добро, за тие што не знаат, вклучувајќи ме и мене, правиме муабе, значи, за болекар, така? Да, стоматолог. Стоматологија. Колкав е бизнисот, со колку е вработени, мислам, кои све услуги ги правите? Да. Ние имаме поликлиника во Гевгелија, моментално имаме 7 ординации и имаме 7 тимови стоматолог и сестра. Имаме 20 вработени со администратори, рецепционери и работиме речиси се во областа на општата стоматологија и некои специјалности плюс.
Тоа е Например? доста голема Тоа е бројка, сериозен тоа е бизнис. сериозна Да. клиника. Да. Ако не е например, најголема. Не сум сигурен дали е најголема, но меѓу поголемите Так, со сигурност. Да. Работиме плюс имплантологија, работиме протетика, тоа се вилици, порцелан и таква естетска стоматологија. И ти си ортодонција. на специализација за ортодонција. Да, моментално јас сум на специализација за ортодонција за неполна година и ќе имаме официјално и таа дејност. Да. Со Господ напред. Супер. Амин. Со народен јазик за протези правење. Да. Ортодонција Фиксни, за така? за деца или возрастни што имаат криви заби да ги исправиме и не само што исправиме заби, го променуваме целиот лик на пациентот. Да. Океј, супер. Некој пат интересно е она кога ќе ја спомнеме верата и начинот на кој живееме и христијанството и се очекува некако некој тип на аскетизам на наше живење, како живење во сиромаштија, во немаштија, некако така се поврзува, но кога имаш профитабилен бизнис, кога имаш бизнис кој што стварно создава, кој што храни многу фамилии, кој што создава вредност за клиентите долги години, тогаш како да се, не знам, може би јас некој пат си ги поставам тие прашања, кое е моето гледиште врз основа на парите, кога и оние примања кои што ги имаш кога водиш, кога е успешен бизнисот, кога имаш профит, како со тие пари, што со тие пари и она верување кај што треба, знаеш, да бидеме скромни, мораме да не живееме на некој начин разуздано, што викаат, како се вашите гледишта на тоа? Еви ти, Игор, ти водиш профитабилен бизнес. Да. Па мислам дека барем кај односно не само кај нас во Македонија, туку општо мислам во православниот свет, доминантна е таа идеја на аскетизам, дека ако ние сме на вистина добри христијани, дека ние треба да имаме така оскуден живот. Да. На западот таа идеја е ако ништо друго барем со еден знак прашалник, дали на вистина тоа е начинот на живот. Имаш еден муабет, се не се сеќавам точно кој го кажа, муабетот беше дека немаш етичка врлина во сиромаштијата. Дека ако си сиромашен, не значи дека си етички поисправен, така да кажеме. И обратно тоа, ако си богат, не значи дека навистина си етички покорумпиран или полош. Така да Ма нели тоа и на некој начин Исус им кажал што да правам, откажи се од се на богатиот човек. Што да правам, откажи се од се и дојди следи ме. Така, ама тоа е пишано. Контекстот е дека на богатиот човек кој што срцето му било во богатството, му е речено откажи се од се. Да. Тоа не значи дека тоа е мерка, рецепт за сите да ако сакаме да го следиме Бог, дека треба да се откажиме од све. Пошто малку шпекулативно размислување. Ако апостол Павле, кој што бил во затвор, нема луѓе околу него кои што имаат вишак пари да може да го поддржава додека е во затвор, Павле не би имал од кај да купи сите тие, како се вика, не хартијата, негова животинските и папирус, мада што поиќе пишано тоа на животински кожи. Тоа била скапа работа, ти да напишеш книга било скап потфат. Ама тоа некој треба да го финансира. И сега, значи, ние не би имале денеска пишана Библија, ако немало богати луѓе кои што имаат вишак пари што може да го финансираат тоа. Така е. Така да за кај мене во мојот бизнис имаше еден период на борба. Чекај сега, не можам ја да трчам по пари, не можам ја ова, не можам ја. Од друга страна, нели како луѓе кои што вработуваат други луѓе, ние сме свесни дека на пазарот на труд постои конкуренција и дека ако ние немаме доволно профит во нашиот бизнис да го платиме, конкурентно да го платиме вработениот, тој ќе замине на друго место. Да. Така да водиш бизнис е да мораш да се прилагодиш на пазарните сили. И ние не можеме да водиме успешен бизнис кој што би обстојувал 5, 10, 20, 30 години, ако профитот не е вграден во тоа. И сега тука прашањето ќе до кој степен или ќе одиме за да бидеме профитабилни, дали праењето профит е суштината на бизнисот, што ја мислам дека не е, или тоа што постоењето на мојот бизнис е стварање вредност за клиентот.
За после клиентот да се осеќа дека добил джекпот под наводници со тоа што работи со мене. А не јас да го третирам него како мојата наредна жртва, да гледам да го исцедам максимално, без разлика дали тие работи му биле потребни на човекот или не, дали би му требало протетика или не. Да. Така да ето тоа е од прилика кај јас стојам за профитот. Мораш да го имаш. Да, комплетно се сложувам, но да интересна е таа реченица од Библијата кај што му рекол, ама тоа конкретно баш она го прочитав каде што вели таму каде што ти е богатството, таму ти срцето, и се зависно ти во што гледаш. Ако гледаш да му дадеш вредност на тој пациент, на тој човек, да му помогнеш да има подобар, не знам, загриз или како и да е, да нема забоболка, да нема болка, нели, да му помогнеш во насмевката, е веќе нешто сосема друго. Но што размислуваш ти на таа тема? Да, ова е многу убаво прашање. Јас кога уште додека го зборуваше, ми текна, се сетив на еден пример од Стариот Завет, пак во Библијата. Тоа е примерот за Авраам, еден од патриарсите на верата, и во јудеизмот и во христијанството. Тоа што е многу интересно за него е дека Авраам не бил никаков свештеник, Авраам не бил некој голем, не знам, мислител во неговото време. Авраам бил бизнисмен. Авраам бил чесен бизнисмен, работел со стока и така натаму. Имал многу стока. Еден од побогатите луѓе во неговото време и сепак се смета за еден од татковците на верата. Да. Така да имаме во нашата историја, во црковната историја, во Библијата наназад гледаме дека еден бизнисмен се нашол помеѓу татковците на верата. Така да верата и бизнисот не се спротиставени, туку може да одат рака под рака. И баш како што спомна и Игор, ние нашите вредности христијански кога ги вградуваме во нашиот бизнис, го правиме поквалитетен и луѓето кои што соработуваат со нас треба да го видат и да го искусат тој квалитет и да посакаат уште повеќе да работат со нас. Така да јас не сметам дека да се биде христијанин значи да се биде еднак сиромашен, не па сметам па дека да се биде христијанин треба секој да се биде богат. Да. Туку едноставно тоа што Бог ни го дал во овој момент, во ова време, во ова место, треба да го дадеме најдоброто од себе за Бог и за луѓето на кои што ние треба сега да им на некој начин послужиме или завршиме некоја работа. Така. Да, во Growbiz имаме едно од првите прашања е зошто сум во бизнис, зошто го почнувам овој бизнис. И тука многу можеш да дознаеш, еве со доста луѓе што сме разговарале, многу можеш да дознаеш и они самите размислуваат на мојата мотивација позади бизнисот. Не е само да остварам пари, него која вредност јас ќе ја понудам на луѓето. Но исто така, веројатно треба си ги одговориме оние прашања како ги заработувам парите и како ги трошам заработените пари. Затоа што како ги заработувам? Ако ги заработам на поштен, чесен начин, сум завршил некоја работа, на некого сум му помогнал, тогаш веројатно тоа е за благослов. И како ги трошам? Дали тие пари ги трошам каде што Бог сака, во помагање, во правење добро, во паметни можеби инвестиции во луѓе и во иднината, е можеби она што треба да си го одговориме и да го размислиме кога разговараме за вера и за работа. Ти си доста вклучен и во волонтерски работи, една од нив кралски извидници. Кажи ми повеќе што е со таа мисија, што правите и кои се некои активности кои што се случуваат? Кралски извидници е невладена организација која што постои во Македонија 25 години, малку повеќе. И идејата е дека се трудиме да ги работиме со деца на возраст од 6 до 18 години. Се обидуваме да ги менторираме и да ги насочуваме кон вистински вредности. Христијанска организација е во сршта и тоа е една христијанска верзија на извидници. На луѓето генерално има отприлика јасно што се извидници, одиме на кампови, шетаме во природа,
учиме вештини, животни вештини, но ние во сите тие активности вметнуваме и менторски однос со младите луѓе кои што се вклучени и се обидуваме да подигнеме нова генерација на млади луѓе кои што ќе бидат спремни да зачекорат во животот со подобри вредности, луѓе кои што ќе водат во областите во кои што ќе се најдат и ќе бидат пример за луѓето околу нив. Па така, јас уште од дете бев вклучен во организацијата. Во 2005 прв пат бев на камп во Охрид. Како кампер. И тогаш се најдов таму прв пат, имаше олимпијада, се учеа некои вештини и мене многу ми се допадна вештината за палење оган. И се трудев да ја усовршам максимално што можам во тие неколку дена, тоаш беше 10 дена камп, не знам како сега не можам да замислам толку долго. И се трудев да научам како се прави оган таму, А рамка, Б рамка. И на крај кога имаше олимпијада, јас освоив прво место. И за мене тоа беше вау. Да. Значи ова може да се биде. И од тој момент ја засакав и самата служба, зашто си отидов од тој камп променет може или со некој заради тоа што сум освоил нешто ново. И потоа, неколку години подосна, кога имав можност, ме поканија на обука за водач, ја прифатив и сватив дека сакам тоа што сум го искусувал претходно како дете, да го пренесам и на новата генерација, да можат и они да има такви искуства, да учат, да се дружат и да им понудиме други можности, други вредности кои што околу нас се помалку ги има. Па така, до неодамна ја водев организацијата, паралелно со сите други работи што ги правам, а од пред 2 месеца од прилика се повлеков од одговорноста за цела Македонија и сега ја водам само организацијата во Гевгелија. Така да, уште сум дел. Значи сега ти си спремен, ако те однесеме во некоја планина, да можеш ко Bear Grylls да преживееш месец дена. Ако ништо друго, ќе најдам кај да се скријам. Кај да се скриеш. И да чекам помош. И да чекаш помош, да. Добро, ајде сега баш што ги спомна тој извидници, на кој начин би можел јас како родител да му објаснам на мојот син кој што е 11 години, зошто ако тој веќе сака да оди во извидници, да оди во кралски извидници, а да не оди во некоја друга по-локална или по-позната организација што го прави истото. Кои се разликите? Сега ако не гледат од другата организација, ќе се треба по-дипломатски да ти одговорам. Да, ајде. Секој еден човек треба да размисли, посебно кога станува збор за своето дете, каде го праќа, со кои луѓе го праќа и зошто го праќа таму, што ќе постигне со тоа што ќе оде детето таму. Не можам да зборувам за другите, можам да зборувам за нас. Ние сакаме да ги учиме децата на тоа што го знаеме, вештини, да, секако. Сакаме да им дадеме убаво искуство на децата и тоа држи вода, но во исто време се обидуваме да вградиме во нив и вредности, христијански вредности, кои што сето ова ќе го држат заедно. Заради тоа што убаво време без вредности може да создаде многу проблеми. Слободно време, млади деца, може да создаде многу проблеми несакане. Ние се обидуваме да го со тоа што водачите кои што работат во организацијата се исто така христијани, не само декларативно, него ја практикуваат својата вера. Децата не се секогаш во прв план. Мислам дека тоа што ние можеме да им го понудиме се вредности кои што на друго место тешко може да ги видиме. А исто така имаме одлични соработки со организации во странство, така да мислам дека децата кои што доаѓаат кај нас заменуваат или си одат дома со научени нови вештини, но и со вградени нови или зајакнати вредности кои што претходно родителите дома ги изградувале во нив. Вредности од типот поштеност, искреност, да, соработка.
помош за другиот, па, така. па дури миење садови, средување на собата. Така. Родители често сведочат после наши кампови, што им направивте на нашите деца? Многу работа се дома вратија помагаат. дома, одма сакаат да чистат. Што им правите вие таму? Ги учиме на дисциплина. Значи не секогаш го добиваат тоа што го сакат во моментот кога го сакат. Во денешно време мислам дека тоа е голем предизвик за децата, посебно помладата генерација која што е научена со телефони и таблети одма да се исклучат од реалноста и да живеат во свој свет. Е така, мислам дека да, добиваат и духовни вредности, добиваат и практични вредности кои што не често може да се најдат во денешно време. Интересно ми е тоа што спомна дисциплина, затоа како дисциплинаниот живот може уствари да биде како некоја слика за христијански живот. Кај што ти и добро го кажа дека не го правиш она што сакаш да го правиш во тој момент кога што сакаш да го правиш, посебно ако некој повозрасен ти кажал, немој тоа да го правиш. Од каде ја влечите таа идеја, например, дека ето баш таквиот начин на дисциплиниран живот е добар начин на живот во време кај што гледаме дека сите родители покушаваат да му ги удоволат сите желби на децата, ама баш сега. Да. Можем да се вратам назад многу години кога воопшто е донесена организацијата во Македонија. Всушност еден млад брачен пар кој што во тоа време работи во еден центар за рехабилитација од дрога, Teen Challenge, увиделе дека да се помогне на децата кога се наоѓаат во проблемот, на младите луѓе кои што се наоѓаат во проблемот конкретно заглавени во дрога, алкохол и други зависности, е супер, но уште подобро е да се превенира тоа да се случи. Па така кога барале организација која што ќе помогне на децата да се превенира да стигнат во таа ситуација, ја носат организацијата Royal Rangers во Македонија. Така да уште во старт нашата организација има за цел да им понуди на децата нешто поразлично, нешто што им фали дома, а дисциплината мислам дека во денешно време, еве јас сум родител на 3 деца сега, свесен сум колку е тешко и колку на родителите понекогаш им е проблем да одвојат време за своите деца и полесно, и на мене ми е полесно некогаш кога сакам нешто друго да правам, да го дадам таблетот да гледа детето, но ние се обидуваме да им помогнеме на родителите. Тоа што они веќе почнале да го прават, да го дооформиме во нивните деца, и секако има деца кои што полесно ја прифаќаат фактот дека сега тука нема да биде секако што јас сакам. Има деца кои што се бунтуваат. Еве, неодамно имавме такво искуство. Некои млади деца ни кажа, па јас не дојдов овде да се мачам. Дошле на кампот, не дошле да се мачат, они требало да ние ги тераме се легнат на пример во 11 ноќта за да спијат и нешто слично. Но во разговор со истите тие деца, на крајот од кампот, кој им кажав, видете, овие се правилата, значи вие треба да ги прифатите или не, доколку ги прифатите, ви гарантирам дека ќе ви биде супер, доколку не ги прифатите, првиот автобус за дома е во 10 часот. Во разговор со родителите одлучивме да останат до крај. На последниот ден на кампот, они ни се заблагодарија заради тоа што сме биле доволно тврди, не груби, но упорни да ја одржиме тој принцип, таа дисциплина, и они научија нешто ново. Јас се сеќавам и за мене кога бев дете, најстрогите професори секогаш, јас сакав да се бунам, зошто овој е толку многу строг. Од најстрогите професори најмногу научивме. Од професорите кои што беа по-добри за нас, условно кажано. Може би научивме, ама се сеќам дека можам да гарантирам дека тие кои што упорно тврдат дека тоа што се прави е важно, не научија повеќе. Па така и ние се обидуваме преку таа дисциплина да го вметнеме во децата или да го доработиме тоа што веќе тргнале да го учат. Не знам дали ти одговорив на прашањето. Па да, мислам идејата тука е нели да ја гледаме дисциплината како некоја врлина, како нешто према кое што ние треба да се стремиме. Да. Ради тоа што ако тоа дете
не научи дисциплина дома, а за жал обично не научува, баш ради тоа што нас родителите ни е полесно да му го дајме тој таблет или телефон, еве ти го и оставиме да се одмарам, нема да го научи дома. Нема да го научи на училиште, како што спомна, ради тоа што наставничката ми е добра, па не ме тера да учам. После тоа дете ќе го помине основното образование, ќе дојде во средна школа, во средна дали ќе има среќа да најде реални, вистински професори кои што ќе се заинтересирани да пренесат знаење. И можда тоа дете ќе излезе на пазарот на труд без вештина за дисциплина. И после паѓа на нас, работодавците, да ги научиме луѓето дека работното време од 8 до 4 не е предлог, туку е договор. И ако ти не го испочитуваш тој договор, следат последици. Да. А вака што побрзо ги науча децата тие вештини на самоконтрола, заправо како да ги трасираме на многу поубав пат, а изгледа како што сте помлади децата, помал агол е потребен. Да, јас мислам сведоци сме дека генерација Z, па и сега генерација Алфа што се изработува, се потешко прифаќаат авторитет, се потешко прифаќаат дисциплина, и мислам дека сите сме до некаде криви за тоа што е така. Не сме служеле војска за тоа. Не сум сигурен колку војската ќе го прави своето. Цело општество е некако насочено на уживање, на себеугодување, а овие работи се контра со тоа што ние се обидуваме да го види. Многу и нас ни се нуди, еве на пазарот, јас гледам многу како реклами, ќе работиш 2 часа во денот, ќе заработиш просечна плата и некако очекуваш твојата работа да биде кидам 2 сати од мојот мобилен на некоја плажа и ќе заработам денеска мојата плата и некако одиш така кроз со тие очекувања во животот. Реалноста не е таа, еве сите кои што водат собствен бизнис знаат, ти кажа колку часа вчера си работел и после тоа да учиш и да се грижиш и за вработените и за се, значи не е едноставно тоа на тој начин, сега 2 сати ќе работам и цел месец ќе си одмарам. Но она што го кажа со вредностите, стварно мислам дека на сите нас ќе ни влијае доколку поставиме работи на вистински вредности. Еве дел исто за кој што работиме во коучинг програмата е визија, мисија и вредности. Многу пати луѓето доаѓаат до онај заклучок, па моите лични вредности се оние кои што јас сакам да ги префрлам во бизнисот. Имаше една англиска поговорка, how you do anything is how you do everything. Или како што правиш нешто е како што правиш се. Се правиш така, да. И се правиш така. Што значи ако ти нудиш квалитет или ако ти си човек од збор, дека тоа сакаш и во твојот бизнис да го пренесеш. И колку побитно е, можеби нашите деца, кога не им удоволуваме за некои работи, како што кажам, можеби децата на кампот се бунат. Не сакам сега зошто да го правам ова, како што беше она вирално видео со детето што му нудеа грашак да се качи горе за толку труд да се качувам грашак да јадам, не се качувам до горе. Го знаеш тоа видео? Не. Имаше едно дете го снимаат, вика ајме тера да идам негде се качува, вика грашак ќе јадам горе, кога ќе стигнам се мачам, вика за грашак до горе. Не идам. Да се мачам. Исто те, ама ако се им удоволиме, ако после ќе се сретнат со на реалност, каде што светот надвор тебе нема да те толерира како што баба, дедо, посебно баба, дедо те размазува можеби и родителите некој пат. И да, комплетно се сложувам и наистина таа мисија, таа работа која што правите е многу одговорна и верувам дека ќе има многу добри последици позитивни за тоа дете и за општеството кога имаме еден куп на деца кои што разбираат кои се вистински вредности. И да, како што кажа она вредности во бизнисот, гледав едно шоу каде што купуваат коли во Швајцарија и тука ги носат во Србија и ги носат како за да ги поправат и вика, ова е со сервисна книшка земена од Швајцарија е колава и пишува променет филтер на ова, променет филтер на променето масло во менјач, во филтер едно друго и го отвара, го гледа не променет, а они го пишале и го наплатиле. И повеќе пати се случило тоа. И сега каде ти имаш
доверба, пошто ти сега нема да се симнеш доле да гледаш, да отвориш дали ти го променил, едноставно веруваш. Да, сум ти платил, си ми пишал дека си го проверил, ама не е променето. И знаеш колку во нашата работа човек може тоа да го направи, но ако ги имаш вистинските вредности, верувам дека ќе речеш чекај. Можеби не ме гледа клиентот, ама верувам дека Господ ме гледа како работам. И нема да го направам тоа, нема да го излажам, како што кажа, некој пат нема да заработиш екстра ако направиш нешто што не му е потребно на пациентот. Не знам, тоа се прашања што ме заинтригира. Притисокот, сега малку муабет од cash flow, нели, за на кој начин би функционирала економијата и зошто, например, тие случаи што ги кажуваш дека човекот платил за да се промени филтер она, Да. тие најчесто би се дешавале во ситуација кај што одиш во овластен сервис, од тоа место кај што си го купил возилото. Пример, не знам, ајде да не спомнуваме Така. некоја кола. Таа фирма која што произведела таа кола, во исто време е и према тебе купувачот фабрика, ама и према своите акционери и акционерско друштво. И се акционерите Така. сакаат на крај од годината тие да добијат за своите вложени X пари, да добијат 5, 6, 7, 10%. Така. И сега фирмата ќе направи све што е во нивна можност, вклучувајќи и погрешни постапки, да го зголеми тој профит. А од друга страна, истиот тој јас кој што би ја купил колата, може да имам некаков инвестициски фонд во истата таа фирма. Да. И кога ќе видиш на кој начин се вртат парите, дека можда и нашата и мојата желба јас да бидам пасивен инвеститор во некоја фирма, да ги заработувам, не да ги заработувам, туку мојот капитал да се умножува. Так. Како да е гориво за целиот тој механизам на неетичко, нечестно работење. Да. И во ситуација кај што сакаме да добиеме нешто за ништо, сме соучесници во нечија неетичка работа. Не сум го размислил, интересно размислување, интересно гледиште. Да. Ги следиш парите. Така е. Следиш парите и многу е жалосно. Мислам, јас лично си јам најден во таква ситуација и то скоро се најдов во таква ситуација, кај што гледав два различни фондови и гледав целиот фонд го сведив на цифра. Колку посто порастил овој фонд, колку овој другиот. И не ме интересираше толку во кои фирми се вложени парите, не ме интересираше колку тие фирми имаат некакви етички, морални однесувања. Целата работа на една, усвари на тие 100 фирми во кои што фондот инвестира, се сведени на една бројка. И мислам дека онако ќе рече the devil is in the details, мислам дека ѓаволштината е усвари во занемарување на тие детали. И кога ќе ги занемариме деталите, кога цела една фирма ќе ја сведиме на бројка, толку многу сме занемариле работи, што таа фирма престанала да биде за народ, од народот за народот и станала само бројка. За да ја нахрани мојата мрзлива желба да направам пари од без работа. Така е. Али да, интересно гледиште е ова што го кажа сега во однос на ние не размислуваме можеби кој што имаме некој фонд или некој животно осигурување каде што инвестираат, ама некој пат од тие компании па ние сме разочарани каква услуга ни дале, ама ние ги финансираме бидејќи и они финансираат. Тој круг интересен ми е баш. Михаел, како гледаш ти на таа работа во смисла на знаеш, со фамилија кога си и она што го бара Господ од нас, некој пат конфликтот што го кажа се јавува, но она заедничка вредност која што ја имате или она заедничко НЗС која што ве спојува е она која што помага. Но во соработка со надворешни, еве со институции, често пати имате и вие, имаме и ние, можеби ти пошто со странски фирми во ќе работиш, не си толку, но ние имаме доста. А некој пат институциите не го даваат она каде што, и тоа е веројатно во цел свет, еве како што читам, како што слушам, во многу од нациите, институциите секој пат
немаат 100% доверба. Како е твоето гледиште во однос на тоа кога институциите не го работат она за што очекуваме да го направат? Види, ние треба да останеме тоа што сме. На царот, царевото, на Бога Божјото. Да не звучи клише, но ние можеме да дозволиме сите овие случувања, движења од страна да не променат и нас, или можеме да се останеме верни на каузата. Сега, јасно е дека не е лесно да се соработува, да се работи во окружување кое што е не фер према тебе, ама реалноста е дека животот не е фер, нели? И Калимеро не научи уште одамна дека не е фер. Да. Така да, јас мислам дека еве и ние како компанија сме претрпеле многу неправди со персонал, со да не спомнувам детали, некој може ке гледа, а и да не гледа. Реалноста е дека не е тешко да се надминат неправдите, но е единственото нешто што ни останува. Значи мора да ја претрпиме неправдата и да продолжиме понатаму. Секако треба се прилагодиме во обкружувањето во кое што живееме и мудро да одбираме со кој ќе соработуваме, мудро да одбираме каде ќе ги инвестираме нашите средства, каде нема да ги инвестираме, да планираме унапред сите можни потешкоти, веќе имаме доста искуства и со институции, државни и се. Да си почнеш на време некоја процедура која сакаш да ја завршиш за неколку години. Но како што јас мислам дека нема друга опција освен тоа да се остане свој, да останеш тоа што си, да не дозволиш надворешното влијание да влијае лошо на тебе. Сигурно влијае, но да се трудиме да биде тоа некое да се вратиме пак на вистинските вредности. Мислам дека тоа многу е важно и тоа е нешто што многу ми помогна на мене. Еве, кога ја правевме транзицијата во новиот објект, нашата клиника постои 30 години, 20 и нешто. Супер, но низ сите тие години сме проживеали многу неубави работи. И како да се остане тоа што веруваме дека треба да бидеме. Кога сме ја почнале да ја градиме клиниката, сме имале една визија, една убава голема визија. Успут сме се сопнале со 100 сопки додека да стигне. Па ковид, па граници, па институции, па министерства и така натаму. Но сепак мислам дека ако се вратиме, ако имаме добро поставени вредности, тоа е тоа што не држи. И како луѓе, и луѓето ја носите фирмата. Така да и јас каков сум, што има во мене, кои се моите ставови за работата, ќе диктираат како персоналот со кој што работам ќе се однесува еден кон друг, кон клиентите и тоа ќе ја прави нашата фирма силна, слаба или банкротирана. Така е, да, поготово што вие, поготово клиниките таму имаат доживеано во еден момент можеш да добиеш удар каде што не можеш, затварање граници, ковид, што и да е, и ти во момент немаш никакви приливи, што е навистина тешко и ти сепак одлучуваш да ги задржиш тие луѓе, да се грижиш за нив и да продолжиш да ги зачуваш додека дојдат подобри времења, со верба дека ќе дојдат побрзо тие подобри времења. Игор, имаш нешто плюс да го прашаш? Па не е некои конкретни прашања, колку што е коментар на идејата за судар со институциите. Ме потсети на една книга што почнав да ја читам, Why Nations Fail. Авторот, американец, турчин мислам дека ја пише, американецот има добиено Нобелова награда, не знам точно кое време беше. Целата книга усвари е направена на истражување на тоа какви институции функционираат во државите кои што успеваат материјално и какви се институциите во државите кои што не успеваат, кои што или стагнираат или пропаѓаат. Сигурно како нашите нешто. Така. И сега големо истражување и имаше заклучено, авторите има заклучено дека
имаш два типа на институции. Exploitative, extractive и inclusive. И сега инклузив не се инклузив од типот на денешново што е DEI, да се вклучат сите, туку институцијата е инклузивна према своите граѓани кога таа институција постои за да му помогне на народот да функционира во рамките на законот. Од друга страна, ги имаш тие екстрактив институции кои што постојат врз грбот на народот. Кај што се оданочува максимално за да се извлече максимално пари од економијата. Правиме муабе за економијата како приватни бизниси, за тие пари кои што приватниот бизнис ги генерирал на основ на вредности, да бидат префрлени во јавната администрација како плата, практично како лихва дури на некој начин, кај што државата и државните институции испумпуваат вредност од приватниот сектор за тие да си живеат. Да. И сега нормално дека и кај нас не е толку црна и бела работата, па да речеме дека сите институции се такви екстрактив, има институции кои што се инклузив, мада што од ова што го слушам, од тебе и ја неам некакво искуство, можеш повеќе ти да кажеш, дали ти имаш повеќе видено пристап на институциите преку вработените, преку правилата, дека таа институција према тебе се понаша како газда, или институцијата се понаша према тебе како некој советник кој што целта му е да ти помогне во бизнисот, ти да работиш поиќе, ти да растиш поиќе, основицата твоја даношната основица, за на крајот годината да е win-win. Така. Повеќето се како што го кажа оноа, влегуваш во институција и ти си тука некој клиент, ти тука треба, знаеш, полека да не го вознемириш службенико, значи едва ако го најдеш ќе ти помогне некако. Но имаш една многу интересна ситуација со една повозрасна жена во една институција, влегувам и требаше некоја документација и прашувам, викам, извинете, може да седнам? И вика, па секако ова е ваше, вие вика плаќате, ти го имам кажано ова, вие вика плаќате за ова, значи ние сме ваши служители на некој начин. И така се замислив, ми беше многу различно од она што го имам видено, кај што женава вика, да, ние сме ваши служители на некој начин. И тоа е и зборот пратеник, нели, избираме пратеници за нашиот глас, да се слушне повисоко и да се одлучува во наша корист. Или бираме градоначалници, бираме, нели, кои што после составуваат агенции, тела и влада и сето тоа. Тоа така убаво би требало да функционира, што не секогаш функционира, ама тоа ме изненади баш од таа жена. Не сум видел, веројатно беше пред пензија по возрастна, од тогаш не сум видел, ама ми остана во сеќавање тоа, тој момент каде што вика, да, ова е ваше и нормално, вие плаќате даноци, вие внесувате во економијата средства кои што на крај треба и вие да ги уживате. Но, затоа и го правиме ова, затоа и сакаме да се размисли малку поинаку на верата и работата, дека понеделник не е само од понеделник до петок се мачиме, во недела сме навистина побожни, одиме во цркви и сме супер луѓе и повторно од понеделник, повторно истата приказна, она мачење, одење на работа, туку да го гледаме она, да, јас создавам нешто што Бог ми го доверил. Ми дал, еве ти дал талент да можеш да поправаш, да можеш да им помогнеш на луѓето во нивните насмевки, во нивните буквално болка, некој ако има ти можеш да му ја намалиш болката и како да го разбереме сето тоа и како можеме и да му помогнеме на другиот кој што го размислува. Јас сум верник на моето работно место. Не можам да ја живеам мојата вера, затоа и целта на овој подкаст, нови разговори кои што ги правиме за да слушнеме различни луѓе во различни сфери како ја живеат својата вера и како создаваат една подобра иднина, подобро утре за нас, за нашите деца и за нели останатите во општеството. Михаил, фала ти што беше денеска, фала ти за тоа што раскажа твојата приказна, фала ти за тоа што го правиш и за тоа што го работиш и со твојата клиника и со кралските извидници и да, драго ми е што се гледаме и што соработуваме.